За жал и Струмица, како и Скопје, заедно со Тетово и Куманово, оваа зима спаѓа во градовите кои што имаат зголемена концентрација на штетни емисии и затоа тоа е еден од градовите и општината во кои што ќе бидат приоритет активностите во рамки на планот за чист воздух. Оно што и вчера го зборувавме пред просториите на гинекологијата Чаир, денеска сме овде во клучната здравствена установа не само во Струмица, туку во регионот, каде што најавуваме заедно со Министерството за здравство да го заокружиме процесот на гасификација, односно да го замениме нееколошкиот извор на затоплување со еколошки извор како што е гасот, кој што се разбира покрај за затоплување користи за другите активности кои што се овде во рамки на здравствената установа. Не постои друг поголем приоритет од гасификацијата. Во овој момент нема поеколошки извор на енергија за големи корисници и затоа останува приоритет на владата на Република Македонија, а ние во рамки на планот за чист воздух ќе посветиме внимание заедно со Министерството за здравство да го заокружиме овој еден најприоритетните објекти не само во Струмица, туку и во регионот. Ме радува што има спремности од општината. Струмица е прва општина која што започна процесот на гасификација, пример за другите општини и верувам дека и прва ќе го заокружи процесот на сите јавни установи кои што се во листата на приоритети на планот за чист воздух на владата на Република Македонија.